Добро вечер во Топ тема. Детска градинка под земја предложила планерската група што го прави деталниот урбанистички план за зградите што треба да се изградат на паркингот спроти Холидей Ин. Ова е последната вест што го разгоре гневот кај граѓаните и експертите од безмилосната урбанизација на Скопје, во која се почитуваат само приватните интереси на инвеститорите, барем така изгледа. Веќе нема простор за грешки во Скопје, но како да се спречи оваа нехумана урбанизација, вечерва дебатираме со Мишко Ралев, председател на Асоцијацијата на архитекти, професор на архитектонскиот факултет на Американ Коледж. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер за уште еден професор, Слободан Велевски на факултетот за архитектура. И добро вечер за Андријана Адреева, директорка на Агенцијата за планирање на просторот. Онлај го имаме и градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ. Добро вечер и за вас. Господин Ралев, ќе почнам од вас. Објавивте едно писмо до јавноста во кое велите и ги повикавте своите колеги дека веќе не треба да се молчи. Она што му се случува на Скопје, му е потребна вашата помош, помошта на експертската јавност. Како ќе го направите тоа? Да, она што, како се вели, дојде до коска, се односите во општеството по прашање на нашата струка, на архитектурата и урбанизмот и незиното, односно нивното позиционирање во општеството. Сега од аспект или како председател на Асоцијацијата на архитекти на Македонија, а и предходно во разговори со наши колеги, дојдовме до заклучок дека некои работи мора да се померат, затоа што веќе низа години, да не кажам скоро 30 години од осамостојувањето, или ништо не е направено по однос на професијата, а од неа многу се бара. Се бара да биде на браникот, не знам, на јавниот интерес, да биде на браникот на граѓанинот, потоа на браникот на инвестициите, а каде е архитектот и планерот во ова наше општество, тоа никој не го интересира. Односно, до сега не гледаме видливи резултати. Да, гледаме дека има некакви преговори, донесување на тарифници, односно ценовници, но се уште ситуацијата е статус кво, затоа што има низа чекори кои треба да се направат за да дојде до конечно, односно некакво озаконување или во сила тој ценовник. Од тука по кои вие ги давате своите услуги, од тука некои услуги веќе станаа потценети, така што проблематичен е и квалитетот на тие услуги, односно што е тоа што ќе се понуди, еве да прашаме за 0 денари квадрат проектирање. Што е тоа што ќе се понуди за 1 евро планиран простор од 1 хектар. Тоа е она што е, како се вели, прашањето кое што виси денеска, а ние ќе разговараме за, не знам, градинки под земја или за бетонирање, како што велите вие, за нехумана урбанизација, за до каде доаѓа бизнисот, а каде интересите на жителите. Тоа е се еден комплексен процес и комплексен проблем, кој што веќе може би не знаеме од кај да почнеме да го решаваме и да го разрешуваме. Ова се сега последици на нешто што со години се наталожувало. Ја спомнав подземната градинка, веста што ја прочитавме вчера, што ја скандализираше јавноста. Зарем дотаму одат овие детални урбанистички планови да во интерес нели на инвеститорот, бидејќи секој квадратен метар на таа локација колку ќе чини стамбен простор, веројатно и од 1200 до 1500 и повеќе веројатно. Евра, што се случува со овие детални урбанистички планови? Колку до која мера тие се, како да кажам, игнорираат се? Да, како што и колегата Ралев претходно спомна. Знаете како овој процес на оронување кој што трае со децени на професијата кај нас.
И деталните планови, квалитетот, не само цената на чинење на тие детални планови, меѓутоа и квалитетот на изработка на тие детални планови паѓа со паѓањето на цената на тој труд. Мислам, само ако направите еден пресек колку чинеле деталните планови пред 20 години, таа фамозна цифра од 1 евро за еден од најрепрезентативните делови во нашата држава. Еден денар, Еден или евро, за еден хектар, еден хектар добро е за гледачи да знаат дека станува еден хектар е 10.000 метри квадратни, значи не е тоа нешто малку. Во урбанизмот е веројатно една најмала територија која што влегува за планирање, меѓутоа ако споредите со цената на чинење пред 15-17 години, тогаш цената за 1 евро и беше скандалозно кога се намали драматично првпат, беше за еден хектар беше 1000 евро. 1000 евро. Нашата пазарна, условно кажано, цена во моментот за планирање на еден хектар е помеѓу 300 и 700 евра, значи уште паднало. А сега имаме последни ситуации каде што гледате може да се подари практично детален урбанистички план. И сега за каков квалитет ние зборуваме? Ако толку се обезвреднува, логично е дека тоа дури знак на револт може да биде. Знаете како, дури во јавноста имаше и од ДКСК ми се чини коментари од сега така, мислам, просто неверојатно е да некој си го наплати својот труд со 1 евро. За толку комплексна задача и толку репрезентативна. И сега, друга страна, го имаме тој детален план, кој што треба да произведе меѓу 400 и 600 илјади метри квадратни. Не знаеме колку е овој последна варијанта на деталниот урбанистички план, ја немам видено. Онаа што е претходната популарно во нашата јавност се води како 360 катници, нели? Да. Таа беше меѓу 400 и 600 илјади метри квадратни изграден простор вкупно тамо, со различни намени, деловни, комерцијално деловни и намени за домување. И ако сега се разбира ние како урбанисти планери имаме механизми како тие ги трансферираме во број на жители, да речем. Тамо треба да очекуваме дека ќе има со тие параметри, значи тие се максимални, меѓутоа кај нас максималните се изведуваат, особено на вакви, како да кажам, жешки локации или скапи локации, ќе имаме околу 5-6 илјади жители. Значи 6.000 жители, 5.000 жители би се населиле на тој простор. Тој простор, сега ќе кажам колку кафе. Тој простор Тоа е целиот паркинг плюс уште да, меѓутоа тоа е големина на 10 фудбалски игралишта. Значи на 10 фудбалски игралишта толку се, 6 хектари отприлика, треба да живеат 6.000 жители. Или 5 нека бидат, не е битно. Тоа е еден мал град. Градовите во Македонија, најголем дел од градовите во Македонија се околу 10-15 илјади жители. Ние си имаме еден мал град. За таква населба од 6.000 жители, планерски треба да имат и училишта, треба да имат и градинка. По можност да не бидат под земја. Кај сега ќе бидам малку саркастичен, нели? Па да, очигледно дека сакале секој квадрат. И не е само тоа проблем. Проблем е и 4-5 илјади возила. Бидејќи знаете како, во центар град ќе донесе таква голема масивна изградба, наеднаш треба да имате од 4 до 5 илјади возила. За да тие се спакуваат во физички простор, ако ја земате целата парцела, нив ќе им требаат, мислам на проектантите ќе им требаат, зборувам во максималните капацитети ако се изгради, ќе им требаат 5 нива подземје. Ако стават градинки и училишта, веројатно и 6-7. Така да, мислам, зборуваме за локација која што е на 50 метра од река Вардар. Зборуваме за локација која што е блиску до Мајор коритото. Мислам, луѓето што се во фелата знаат колку е тоа возможно и невозможно или колку е скапо и не да се гради тамо. А од друга страна, сакам да прашам зошто толку? Зошто 400 до 600 илјади метри квадратни? Како дојдовме до таа цифра? Зошто не се 100 илјади? Зошто не се 50? Бидејќи го имаме градоначалникот на општина Центар, ана ќе се навратиме на генералните урбанистички планови, ќе го прашаме директно него. Ги слушнавте, господине Богдановиќ, овие бројки. Како е дојдено до ова да има толку стамбен простор и нели градинката што вчера видовме под земја, училиштето не се не спомнува кој знае каде. Добро, најпрво да ги поздравам и гостите и гледачите во студио и нормално сите што не гледаат. Извинете што јас морам на овој начин да се приклучам. Имам уште неколку дена изолација
заради поминатиот ковид. Станува збор за детален урбанистички план кој што е донесен 2012 година и тогаш и предвидел сите тие параметри кои што денеска ги дискутираме. Така да општина Центар има затекнато план кој што не е само еден, него беа 31 план кој што ние како ајде да кажам администрација ги имавме затекнато во нашата општина. Општина Центар донесе тогаш одлука за неспроведување на деталните урбанистички планови, кој што веќе еднаш беше донесена времена мерка од страна на Уставниот суд, но потоа Општина Центар донесе уште една таква одлука, но веќе Уставниот суд ја укина и втората одлука, со што едноставно не ни дозволи да продолжиме со ревидирање на деталните урбанистички планови. И сега на сила се старите детални урбанистички планови. Што значи тоа? Тоа значи дека општината мора да ги почитува старите детални урбанистички планови, бидејќи законот за урбанистичко планирање вика дека до донесување на нов детален урбанистички план важи постоечкиот детален урбанистички план. Најавувате повлекување на овој детален урбанистички план? Не, ние започнавме процедура на раскинување на договорот кој што го имавме. Кога се склучуваше договорот, односно кога се правеше јавната набавка, важеше законот каде што најниска цена беше пресуден услов за склучување на договор. Сега законот е изменет, така да ќе по раскинување на договорот ќе имаме распишан нов јавен повик од страна на општината за склучување на нов договор со нова планина. А зошто не сте го прекинале овој договор со оваа проектантска куќа? Значи таа е таа проектантска куќа која за 1 евро го прави овој проект. Зошто порано не сте го прекинале договорот? Знаеме дека имаше мораториум, но сте можеле порано да го повлечете, бидејќи ревизијата ви покажала дека не е со. За да прекинете било кој договор или да го раскинете, мора да биде или обострано да се договорите со договорната странка или пак да биде неиспочитуван член. Сега веќе кога се исполнија условите дека не се испочитувани одредени членови, а воедно истекува самиот договор, ние пристапивме кон негово раскинување. Не можете да раскинете договор, бидејќи после може да имате одредени консеквенции кон самата општина, доколку сите работи се испочитувани. Ние моравме да почекаме некои работи да не бидат испочитувани за да може да постапиме. Зарем не ви беше ништо сомнително да ангажирате проектантска куќа која ќе го изработи овој дуб за 1 евро? Ние како општина Центар кој ќе добиеме таква некоја понуда не само за дали е детален урбанистички план, дали е изработка на некоја улица или за било кој објект каде што имаме ниска цена, нормално се опраќаме, но немаме право да прекинеме одредена постапка бидејќи ги исполнат сите услови. Одлуката за давање на таква ниска цена е на самиот планер, односно на самиот понудувач. И тука вие ви застанува, немате право, имате само да се обратите, да прашате зошто цената е толку ниска и нормално ќе си добиете одговор. Ако за него е тоа прифатливо, вие морате да го испочитувате. Немате начин. Односно морате да дојдете до одредено прекршување на договорот за да можете после да го раскинете. Бидејќи може да се соочите со одредени консеквенции и последици да ја тужи другата договорна страна општината и да добие одредена штета. Добро, останете со нас. Господја Андреева, дури зборувавме, вие реагиравте меѓу другото и дека овој детален урбанистички план не е во согласност со генералниот урбанистички план, како и 32 од скупно 33 дупови во општината. Значи, моментално прво да се благодарам за поканата. Ние како агенција и претходниот генерален план и сега имаме како агенција задача да го изработиме новиот генерален план. Воедно сме ексклузивна агенција која што изработува и просторни планови на државата, така да агенцијата има маса на луѓе кои што добро и стручно се работат целата работа и согласно постоечкиот генерален план има насоки дадени дека ако планот кој што е во сила не е усогласен со новиот генерален план, треба да биде преработен. Доколку се почитуваат само оние одредби за кои што не е усогласен. Ако не е, се преработува целиот детален план. Сега не сум сигурна, не сум го видела овој што е тема на разговор кој што
со мораториумот падна, па повторно се оживеа, дали е тоа во согласност со генералниот план, тие параметрите се исто зададени во генералниот план, доколку и тама не се прочитувани, тој детален план не е во важност. Вие треба да изработите нов генерален урбанистички план, треба да биде готов следната година. Или не? Некаде има разни податоци, некаде видов дека 2022. Добра, периодот за изработка на новиот генерален план е комплексна една работа, за која што се вклучени голем број на институции кои треба да дадат придонес во истата. Клучна алатка која што треба да биде вклучена во целата изработка на генералниот план е бројот на жители, односно пописот, меѓутоа не пописот као единка на жители, него имаме попис каде што треба да бидат внесени и други параметри, движени и недвижени имот. Значи сите тоа се податоци кои што треба да бидат Значи ќе ги чекате и резултатите од пописот меѓу другото? Сме обврзани за да може да добиеме квалитетен, употреблив нов генерален план. Стравот од сево ова што ни се случува е дека во новиот генерален урбанистички план можно е да едноставно само да ги вклопите деталните урбанистички планови и да и тие се легални, се разбира, и да ги оправдате сите грешки и што се случиле при нивното носење, градење и изведување. Како ќе го спречите тоа? Видите, ние сме агенција која што изготвувач надлежности се на градот кој што треба да ја спроведува целата и до сега генералниот план, каде што треба да даде кучница дали е во согласност со генералниот план или не. Ние како агенција ги даваме насоките што е приоритетно, што треба да се направи. Значи, во новиот генерален план и со законската одредба има дел каде што голем дел од филата и јавни институции, јавноста може да бидат вклучени и секако ќе дадат придонес за да повторно не бидеме на истото ниво на кој што сега го гледаме градот или живееме во него. Вие треба да ги регистрирате и сите неправилности и се што ќе се случи. Го слушнавте градоначалникот, значи добил понуда од 1 евро и нели тоа е како да кажа понуда што тешко е да се одбие. Што е заднината за тоа? Мислам, вака е просто неверојатно дека некој би се нафатил, се работи за детален урбанистички план, тоа е работа што е тешка и макотрпна, доколку нема, нели, не стои за тоа многу поголем интерес. Целата оваа работа, и претходно заклучивме дека е всушност последица на едно долгогодишно забошотување на правата и обврските на планерите, проектантите. Сомневањето што се крие зад понудената цена, која што е, на крај, како што вели и градоначалникот, како што вели и планерот, е легитимна. Не е логична, не е правишна, али е легитимна, законска е. Прашањата се напластуваат. Што се крие за тоа? Сега, секој нека си даде одговор, знаете, од оваа позиција многу е тешко да се обвинува, но до сега требаше да се сменат законите кои што ги поттикнуваат овие цени, односно оваква игра на пазарот. Законот за јавни набавки, односно за позначајните локалитети во градот Скопје, па и во останатите градови, требаше да се иде со еден друг метод. Треба да се врати институцијата конкурс за се она што е значајно од аспект на содржина, од аспект на инвестиција. Не може од јавен интерес, сигурно, јавно добро, тоа е јавно добро, јавен интерес, не би требало да одлучува една, да речеме, компанија или еден тендер, кој што ќе добиете 1 евро или не знам што, као да купувате тоалет хартија или плочки. Значи, како тоа би изгледало изработката на детален урбанистички план би одело на... Па да иде на конкурс. Да оди на конкурс. Тоа сме го имале. Архитектонско-урбанистички. Затоа што за овој локалитет пред 30 години
постоеше конкурс и тоа беше според стариот ГУП, односно тоа беше локалитет кој што нарекуваше републички центар. Тоа од Југославија, тогаш Скопје кога беше републички, не државен центар. И тоа е според планот за централното градско подрачје на Кензо Танге. Имаше распишано конкурс и тоа беше навистина голем и мислам дека беше меѓународен. И тогаш се третираше, односно стручњаците нудеа различни гледања на една тема, нели? Станување таму немаше, но беше административно деловен центар на Скопје. Така што од тогаш, некаде кон средината на 90-тите години, конкурсот како институција под контрола или во организација на Асоциација на архитекти на Македонија заврши. Конкурси имаше, но распишувани беа од државни или локални институции. Така да треба некои работи и кога, значи кога исчезна конкурсите? 90-тите веќе? Не, конкурси имало кај нас. Да, но конкурсите организирани од струката, велам. Знаете, асоциација или сојуз како беше порано, асоциацијата предлагала членови во жири комисија, предлагала членови во стручно тела за подготовка на проектна програма, но не била организатор на конкурси и едноставно со Законот за јавни набавки вие не мора да идете со конкурс. Суштината што е? Конкурс имал. Цело Скопје 2014 изградено со конкурси, јавни конкурси на кои што учествуваа колеги архитекти, добиваа се градеа тие објекти. Така да конкурсот овој пример докажува колку е сосема нешто различно. Значи тоа се конкурси кои што веројатно во денешно време треба бидат координирани со приватниот капитал, со општината која што е фасилитатор на сите овие околности и се разбира пред се од фелата. Бидејќи фелата е таа што крајна линија го има знаењето за да предложи нешто на одредена локација. Оваа локација, мислам, мала дигресија, не е фокус деталниот план на Холидин, меѓутоа Не, тоа е последната информација што дојде тама, по укинување на мораториумот стана. Оваа локација е во центар град и оваа локација има историја на градскост 100 години. Значи од почетокот на 20 век, прва половина, видите да се види планот на Јосиф Михайловиќ, може да се види, тој е првиот структурен план, има и пред него други, меѓутоа тој е прв кој што вака го оформил градското јадро централно на Скопје, особено на оваа страна реката Вардар. Потоа го имаме планот на Луѓе Кубеш од 49 година. Да видиме што се случува тамо на таа локација. Па го имаме планот на Кензо Танге, што колегата Ралев го спомна за републички центар. И сега знаете како тој последен план 65 година до денеска се променили условите на градот. Се променила димензијата на градот, се променила потребите на граѓаните. И сега наеднаш велиме, имало тамо кули во времето на Кензо Танге и ние се да изградиме кули. Он изградил една, ние ќе изградиме 3 или ќе изградиме 6. Пак збориме за лицитација. Ние не збориме овдека за концепт, каков град, што и како да се направи во крајна линија. Зарем единствена, тоа што не можам да го разберам, се надевам дека тој ментален столб ќе се промени. Зарем единствен начин за профит е квантитетот. Зборуваме еве кога некој инвестира. Не е единствен начин. Не е дека ако изградиме повеќе, ќе спечалиме повеќе. Ако изградиме подобро, исто така е можност да се спечели. А при тоа да немаме 3, 6, 9, 1, не знам како лицитирам. Знаете, во нашата јавност многу често, а многу погрешно е толкувањето на градскиот простор само преку квантитативност. Значи колку? Еве, се ближат избори, се нели локални и така натаму и сега ќе видиме колку метри квадратни асфалт, колку километри улици се направени, колку кабли се направени или се поставени. Тие бројки треба да привлечат гласа. Комунална инфраструктура е окей, тоа е една од основите на функционирањето на урбаниот простор. Меѓутоа, а какви се тие? Еве ќе направиме, не знам, 250, 500, 700, лицитирам намерно вака, пошто кога не знаеме колку се можеме да кажеме, ќе го направиме тој простор. Каков е тој простор? Каква културна продукција на градскост произведува? Пошто знаете како и колку е хуман ние добиваме некуман количините не се мерил.
Пошто знаете како ние имаме села со по 10-15 000 жители. Па тие не се градови, села се. Доаѓаат во град за да ја почувствуваат градскост. Така да ако изградиме пола милион метри квадратни на 10 фудбалски игралишта, ние не правиме град. Не сум сигурен. Ке направиме битанско чудовиште. Но велат приватниот интерес. Имаме еден впечаток дека она што е оправдувањето на инвеститорите, тоа е приватно земјиште. И тие имаат секакво право, дури и над јавниот интерес. Како до перцепција. Тоа е резултатот, тоа е резултатот. Тоа не е моја перцепција, но тоа е нивното објаснување. Тоа е вулгарното поимање. И ова сега што го зборуваме за квантитет. Квантитетот е вулгарно поимање. Тоа се вулгарни поими, затоа што ако се вратиме она што го зборуваме сега за квалитет, а не квантитет, каде што квалитетот ќе донесе други нови планирани инвестиции или планиран профит, еве да кажеме профит, инвеститорот го интересира профит, значи не мора низ квантитативни показатели. Вулгарноста се, еве, повторно ќе се вратам ја на тој ценовник за цел време што го зборувам. Знаете, во светот каде што инвестицијата, каде што јавното добро, каде што јавниот интерес е квалитативен поим, таму и работата на архитектите не е преку квадратен метар, него е преку процент од инвестиционите вложувања. Значи, тука се гледа односот на општеството према добрата и према јавниот интерес. Чуварот на јавниот интерес сушност треба да биде државата. Првиот чувар. Потоа доаѓа струката од приватникот, вие од тој што продава, не можете да очекувате секогаш дека ќе биде доследен до некакви виши цели, повисоки цели. Но локалната самоуправа, државата, тие треба да бидат првите кои што ќе го чуваат и ќе бидат браници на јавниот интерес. Архитектите, односно планерите и сите други струки што се вклучени настапуваат од својот научен, стручен и етички извор. Така да, знаете, одговорностите се комплексни и прецизирани кој што треба да прави. Значи, општината треба да се односно да се грижи за добриот живот, за квалитетниот живот, за слоевите на таа локација. Таа има своја историја, кој што сега ја спомнавме. Има своја историја и како план, но има своја историја и како живот. Она што го велиме за конкурсите, да, конкурси има само за архитектонски конкурси, урбанистички конкурси до сега немало. 90-тите години се последните архитектонско-урбанистички конкурси или урбанистичко-архитектонски конкурси. Скопје 2014 тотално го занемари урбанизмот како предмет за конкурс, како предмет за надпревар. Он го даде како готов. Скопје 2014 во својата е готов. Дури иронично е затоа што воопшто не се битни тие кариатиди или стилските фигури. Битна е содржината. Битни се корените во урбанизмот. Таму е направен најголемиот превид во сите. После дали е кариатида или е парок или не знам што, мислам отидоа на други дискусии кои што тотално се неважни. Тотално не е небитно. Чудна теза што се пласира во јавноста, сега загатнавме малку за тој коментираме, тоа е дека нема што да се прави конкурс на јавна сопственост. Ајде чекайте да го отвориме сето. Зашто да не може да се прави? Па во Швајцарија не можете да изградите ништо ако не е на јавна, после извадено и на анкета јавна. Да граѓаните се произнесат. Во Франција, па ги имате тие гран проже, огромни проекти, каде што земјиштето, независно што е инвестицијата приватна, државата или општината, зависи каков е системот, влегува до толку во сугерирањето на тоа што ќе се гради и кои ќе бидат крајните корисници, за да немате социјална сегрегација. Кај нас доаѓа обратно, приватниот, значи, не што ќе се гради, него и кој ќе биде корисник. Тоа е тој што диктира. Големиот проект на Дефанс траеше 17 години, конкурс имаше за време од 17 години додека не дојде новата триумфална капија. Лезал со децении остана тој простор. Значи, не може за вакви резервари, клучни резервари,
на јавно добро, просторни, да речеме да го толкуваме тоа дека одговорност на на приватниот инвеститор и на креативноста на одредени архитекти кои што ќе работат таму. Зошто е тоа така? Бидејќи ако таа приватна сопственост се заштитуваме, дајте да заштитиме и приватната сопственост на тие што се околу. Значи, колку луѓе живеат во градски зид околу оваа локација или во Карпош, околу локациите кај што се градат оние здани или кај што потенцијално ќе се градат, или во Расадник. Колку луѓе живеат? Да. Тие имаат сопственост. Каква затоа имаме такви реакции, ќе ги вклучиме малку подоцна граѓаните од Расадни, доколку го имаме Богдановиќ се уште градоначалниче, дали не следите? Значи, ги слушнавте архитектите и се она што излегува дека по обратен ред се спроведува во сите општини, не само општина Центар. Ке ве прашам пак и деталните урбанистички планови. Комисијата за ревизија заврши својата работа во општина Центар и од 33 планови 32 не се во согласност со генералниот урбанистички план. Не станува збор за 33 или 32, станува збор за 31 детален урбанистички план и еден од основите зашто ние донесовме одлука на Совет, односно Советот е инстанцата која што ги донесува плановите и која што ги гласа програмите по кои што ќе се работат деталните урбанистички планови. Ние до сега имаме донесено 8 детални урбанистички планови кои што сме успеале да ги ревидираме и колку толку да ги подобриме од претходните детални урбанистички планови. Ја следам целава дискусија и најголем проблем што ни се јавува кај нас во општина, верувам можеби во другите општини, е тоа што ние веќе имаме планови кои што се донесени пред 8, 9, 10, 11 години и како што повторив, односно како што кажав пред малку, ние не можеме да работиме по нешто ново, односно мора да го почитуваме стариот план се додека не се донесе нов план. Така е пропишано и во закон и имаме таква и судска пракса. Само ќе ве потсетам дека општина Центар 2013 година, од кога дојде до промената после оние 3 изборни круга, на 4-та седница на Совет донесе одлука каде што ги отфрли плановите, односно ги укина плановите. Односно започна постапката, па нели имаше инциденти во општината, но потоа таа одлука после неколку години се донесе. Исто тогаш Уставниот суд донесе пресуда каде што каже општина која што е донесувач на планот не смее да укине план, може само Уставниот суд да укине било каква одлука или акт. Општината е должна да донесе нов план, односно со нов план да го замени стариот план. Дали ќе биде со намалени коефициенти или со зголемени, нормално зависи од политиката на општината. Нашата цел со одлуката за неспроведување на планови, односно кај граѓаните познато како мораториум, беше со цел да ги стопираме, да не се работи, односно да не се постапува по тие планови, се додека да не донесеме нов план. Но сега е мораториумот укинат. Ние веќе немаме можност тоа да го спречиме, односно остануваат плановите кои што се 2012 година. Јас имам само едно дилема, прашање кое што нормално немам повод да ја постапам. Многу ми е криво зашто во таа 2012 или 2011 кога се носеле тие планови не се реагирало, односно не се постапувало да се спрече, да кажам, донесување на такви планови. Сега нашиот обид и нашиот успех што успеавме неколку планови да промениме ме радува, но на жалост не успеавме до крај да ги завршиме сите останати планови. И сега има една правна, ајде да кажам, празнина во нашето законодавство, а тоа е од една страна ни вика да, генералниот план, односно сите детални урбанистички планови треба да се согласени со генералниот план од 2012 година, но додека не се донесе нов план, важи стариот. Така да малци имаме како по еден вид на колизија и јас не останувам како општини да се трудиме во рамките на сега постоечните закони да колку што може повеќе дисциплинираме по спроведувањето на деталните урбанистички планови. А пожелно е нормално со измени како што се наговестија, односно како што се отворија во студиото како дискусија, да се направат одредени законски промени, посебно Агенцијата за планирање при изработка на новиот генерален урбанистички план, со нови регулацијски планови, со нови параметри, да ни усогласат, односно да ни дадат насоки во кои што ќе мора да се движиме или да ограничат. Има начин на кој што може да ограничат спроведување на одредени детални планови.
Така да Добро. тука сме да нормално дискутираме. Ние како општина Центар учествуваме во изработка на генералниот урбанистички план и нормално дека ги даваме сите наши забелешки, видувања за понатамошен развој на општината. Добро, Андреева, еве го слушнавте градоначалникот, значи имате и вие некаква моќ? Па ние, нашата мук е ограничена во изработка, меѓутоа секогаш ние ги слушаме градоначалниците и предложуваме нашата. Секогаш има некој друг што е нарачател на истиот, кај што треба да го даде последниот збор. Значи, согласно новата законска регулатива, овој нов генерален план се работи согласно новиот закон за урбанистичко планирање, каде што голем дел од јавноста ќе може да биде вклучена во целата процедура на изработка и сите недостатоци или фаленки или сви што нештото речеле во претходниот да може да бидат увидени, да не се повторат во наредно. Како ќе биде вклучена јавност? Ќе има јавни расправи, ќе може да биде достапна целата документација, ќе биде изложена, ќе може да ги видат. Ние како агенција никого не сме спречили до сега, доколку некој од јавноста сакала да провери што се дешава или што ќе се дешава на некоја одредена локација, секогаш сме биле достапни за јавноста. Никогаш не е било ограничен пристапот за да може да ги видат тие плански документи, што се произлезени од агенцијата. Бидејќи ние не изработуваме детални планови, голем дел од општините и лицата засегнати за својата општина сметаат дека агенцијата има некаква удел во целата работа. Значи, да, но вие го носите генералниот урбанистички план, ќе ги донесат деталните и не го почитуваат. Мислам, во резултатот ингеренциите се во спроведувањето, каде што локалната самоуправа и градот Скопје треба да ги дадат своите ингеренции. Дали доволно е да има јавна расправа или дека треба... Да, знаете како кога се прави генералниот урбанистички план е рамка една која што навистина за 10 години го антиципира развојот на одреден град. Да, но толку отстапување ние имаме веројатно од она што го гледаме од таа рамка, станува да се прашаме во смислот да се запрашаме. Фрапантни се отстапувањата, фрапантни се апсолутно. Јас апсолутно разбирам и ова што градоначалникот го зборува. Кај нив е Жишкиот костен. Обидот, колку и да е непопуларен во нашата фела, пошто нашата фела и апсолутно никој не е против градење, а мораториумот, односно стагнацијата на градењето е непопуларна алатка, тоа беше убедливо најефикасниот и најквалитетниот акт кој што одредена локална самоуправа, општина, го има направено кај нас во последните 30 години. Тоа едноставно беше да, како се вели, да застанеме, да земеме воздух, да видиме кај сме, и потоа да решиме што да правиме понатаму. И сега гледате во овие правни лавиринти, во недостатоци или во лимбо ситуација каде што не знаете како да изреагирате, бидејќи има Да, тој сега ги има урбанистичките планови од 2012. И апсолутно, стига сите веќе имаат извадено градежни дозволи се, практично можат да почнат да го радат, дури и кај холидеи. Знаете како, планирањето и градењето на градот, тука влегува апсолутно и генералниот урбанистички план, нема тука муабет, е во најголем дел политичка одлука. Политичка одлука, бидејќи да не се залажуваме, промените на еден систем зависат од политиката и тоа не е грешно, не е ни лошо. И тоа не зависи од политичка партија. Тоа зависи од емансипацијата и свесноста на едно општество за потребите во кое што живее. Да, очигледно и да врзувавме за политички партии, сега е очигледно дека веќе нема... Не, едноставно... Центарот на градот не е само центар, само за центар, него е за целиот град центар. И работата е што промените се во потребните промени се во синхронизација на законска регулатива, во синхронизација на соработка на локална самоуправа и централна власт, во желбата и на централната власт да ги помогне, да ги поддржи општините. И се разбира, на крај тоа влегува во цел тој корпус, влегува граѓаните и влегува професионалната фела. Колку професионалната фела ќе може да делува внатре со своето знаење, толку ќе има и подобри планови. Тоа е прашањето со која почнавме практично емисијата, значи покрај тоа што се очекуваат
неопходни се измени во закон за јавни набавки, да се донесе тарифникот кој очигледно намерно не се носи од никоја власт. Ке предложите и самите закони или има и друг начин? Да, ние како струка на крајот сме самите одговорни за состојбите во нашата струка. Знаете, кога разговараме, понекогаш велам дека, не понекогаш, него членовите на асоциација, дали сега некако ме прозиваат дека сум како председател на управниот одбор, членовите на асоциација се всушност и членови на комора. Знаете, не може да бидат на комората на овластени архитекти и овластени инженери, што значи дека тие не може да бидат good cup, добриот во асоциација и лошиот во комора. Што значи дека нашата струка треба да тоа е. А што прави комората за вашата? Од аспект на самокритика, велам, а комората е професионална организација која ја регулира професијата. Таа е создадена од асоциацијата, односно создадена е од Министерството, надлежното министерство, организирана за регулирање на професијата, издавање на овластувања за архитекти, градежни инженери и останатите учесници во процесот на градење. Во незиниот статут пишува дека треба да ги брани интересите на струките, односно на коморите, на овластени архитекти, коморите. Ги брани се ли? комора, односно као здружение. Дали ги брани? До сега, освен задачи, права ние немаме. Значи, и тука треба да ги расчистите работите. Спомна господја Андреева дека не е само центарот на Скопје, жечка точка, се појавија и други. Центарот е прилично полн. Имаме и други локации. Една локација каде што и граѓаните може да го спречат ова нехумано дивење во урбанизмот, локацијата кај Расадник. Се надевам дека го имаме онлайн и представникот на граѓаните од Расадник, кој протестира и директно се спротивставија на локалната власт, господин Лазар Трфков. Добро вечер. Вие се организиравте, после долго време немавме таква организирана една граѓанска иницијатива, против тоа да се изградат голем број на згради. Што таму ќе се случи доколку се спроведе планот што го најави инвеститорите во Расадник? Јас би сакал најпрво да ги поздравам вашите гости, да се заблагодарам за поканата. Навистина имаме ретка прилика денеска да разговараме и да слушнаме еден малку поинаков концепт на функционирање, каде што се намекнува stručност, меѓутоа би сакал фокусот да го ставиме кон граѓаните, бидејќи таа е најбитната категорија од која што многу работи зависат, и она што успеав да донесам на некој начин заклучок е дека практички ние понатака граѓаните кај плаќаме цената на одредени екзибиции или екзибиционистички политики или сваќања во однос на политиките. Значи, кои сме ние? Ние сме иницијатива која што произлезе од самата потреба да се спротивставиме на сето она што се случува во нашата општина, посебно во однос на урбанистичкиот хаос и она што се наметнува со новиот дух кој што се е преточен во изминативе неколку наврати, односно од 2016 до денес ние пратиме 3 различни духови, каде што постојано се соочуваме со проблеми кои што се поврзани со истите, односно каде што се намалува бројот на зградите, но наместо тоа се зголемува самата површина на вкупната развиена површина. Се видам изразено во бруто метри квадратни, тоа е за 50% повеќе од првичниот дух кој што е донесен во 2016 година. Вашите гледачи ќе може да го видат тоа и на екраните, и исто така би сакал прво пред да се фокусирам малку повеќе на нашите приоритети, концепти, само да дадам еден увод која е општината Расадник, односно што е таа значена. Ќе морам, господине Трпков,
тука да интервенирам, бидејќи немаме ниту многу време. Знаеме дека таму беше планирано да се гради парк. Наместо парк ќе се издигнат огромен број на висококатници, меѓу кои не би имало ни струење на воздух, вака сликовито да некако да објасниме. Што вие како иницијатива до сега успеавте и како ќе продолжите натаму? Ние се организиравме во повеќе наврати, стоиме на располагање на градоначалникот, го контактираме редовно, во редовна комуникација сме преку писмени дописи, за жал тој ниту еднаш не му одговорено на нашата иницијативност. Сакал да напоменам тука дека ние не сме против урбанизација на Расатник, напротив, сме против урбанизација, меѓутоа да се земат во предвид хуманите услови на живење. Ние имавме една случка пред нецели 2 недели каде што пожарната не можеше да помине заради тоа што возилата не успеа да се извлечат за да може да направат доволно простор за самата пожарна. Согласно новиот ДУП е предвидено зголемување на површината за живење, за кое што ќе се насела тука некаде околу 8.000 жители. Значи тој некој минимум кој што општината го наметнува, меѓутоа не се предвидени соодветни решенија во однос на безбедноста на сообраќајот, безбедноста на граѓаните, протокот на воздухот, како што напоменавте, тука има карактеристична ружа на ветрови која што уште Кензо Танге има нотирано во неговиот план за град Скопје, која што е природен проток на воздух. Дополнително во Расатникот живеат 32 видови на птици, кои што на патот на миграција тука престојуваат еден одреден период. Имаме дрва, а да не забораваме исто така дека Расатникот уште во 1917 година во Кралството Југославија е прогласен како земјоделско подрачје, односно земјоделска површина која што е многу значајна за посветена на развивање одредени земјоделски гранки. Тука имаме феноменална можност да креираме површина која што е многу значајна. Самиот историјат ни го дозволува сето тоа и би сакал исто така да споменам дека во планот на Кензо Танге покрај градски парк и Гази Бабе и Расатникот е предвиден како трет парк во општината. Да, како што кажа. Очигледно И се извинувам ако може уште нешто кое што е многу битно, бидејќи се споменуваше градинка под земја. Тука кај нас е предвидена изградба на градинка и училиште во близина на 110 киловолтен далновод, што сериозно ги нарушува параметрите на нормално функционирање и јас не знам друг пример во било која европска земја дека на оваков начин се постапува при градењето и повторно ставање во фокус на граѓанинот и ајде да зборуваме за паметни и одржливи градови. Да зборуваме за решенија за кои што ќе бидеме горди нашите деца да бидат составен дел од тие решенија. За жал мораме да зборуваме политика за почитување на одредени. Да зборуваме за проблемите и како ова да не се случи. Уште зборуваме за некои планови да видиме како тие, бидејќи опасноста е голема, дека тие лесно ќе може да се спроведат. Ви благодарам што се вклучите. Тука ќе направиме една пауза за реклами и се враќаме на дебата. Гледате Топ тема, дебатираме за урбанизацијата на Скопје. Господине Велевски, го слушнавме господинот Трпков од Расатник и скандалозните планови за изградба таму. Тој вели таму уште 8.000 луѓе ќе се населат доколку се спроведе се она што планира. Знаете како урбанистичкото планирање, архитектонско урбанистичкото проектирање, ако сакате, има обврска да постои визија за развој на одреден град или на одреден дел од градот, како што е Расатник, како што е Холидей Ин, како што е Лумина, како што беше Скопски саем, или така натаму, Треска како што е, се разбира. И тоа треба да во суштината им треба да представи каде ќе има раст. Еве зборуваме се за овие локации, колку ќе расте и што, односно како. Проблемот со Расатник, овој квантитет што го зборував од самиот почеток на локацијата е долгорочно ќе се осети. Значи проблемот со овој детален урбанистички план ќе се осети за 15 години од сега. Зошто го зборувам тоа? Бидејќи ќе се исцрпат
сите просторни ресурси на таа општина и ако се испроектира и испланира со овие намени, а намените се доминантно домување со сите овие илјадници метри квадратни број на жители, што ви кажа господинот, за 15 години од сега, кисела вода ќе нема од каде да се финансира. Пошто ќе се земат огромна сума на средства на име на комунали, и потоа тие комунали ќе се потрошат, затоа што се разбира процесот на градење, урбанизација на општината и така натаму, и после кисела вода ќе нема каде веќе да гради. Не можам да тврдам многу прецизно, меѓутоа, ако се согледаат реперкусиите од мораториумот во општина Центар, ќе се види дека загубата од комунали е минимална во буџетот на општината Центар. А зошто е тоа така? Бидејќи општина Центар се финансира од данокот на фирмите кои што работат, кои што се регистрирани, работат и плаќаат данок во таа општина. Кисела вода на најпрекрасната локација која што има таму, која што има ресурси и за јавен простор, и за зеленило, и за домување. Меѓутоа пак ќе прашам колку. Не толку многу, да. Има ресурси за друга програма. За друга програма која што е многу покомпатибилна и со спортни рекреации, со зеленило и со и програма која што долгорочно ќе обезбеди финансии на таа општина. Бидејќи за 15 години од се тоа ќе се изгради. Еве, се ќе се изгради. 1, 2, 3 мандата градоначалнички. За четвртиот мандат што зборувам? Општина Кисела вода нема баш многу места каде да се доградува. Ова е прекрасен ресурс на таква сообраќајница, така блиску до центар на град. Како да ви кажам, така блиску до излез од град. Деловниот центар на Скопје треба да се поместува во некои други места, а не само во центар. Да, господја Андреева, како ќе го заштитите државното земјиште? Значи, и овде се случува она што е најапсурдно во целата оваа урбанизација, тоа е еден член во законот, што се вели до оформување на парцели. Значи, ако има 30% приватна собственост, 70% од државната собственост се купува, тоа се случи кај Holiday Inn, таму МПЦ уште една компанија откупува и приватизираат и сите велат сега е тоа приватно земјиште и ние не можеме таму парк да направиме, веројатно. Тоа е законска регулатива која што веројатно ќе дојде до слухот, па ќе добија некакви други промени, нема да биде со тие проценти, ќе се смени политиката на дооформување. А што се однесува до државното земјиште, тоа е стратегија на државата. Прво, дали тоа земјиште треба да биде градежно или неизградено земјиште, што треба таму да се планира, дали тоа треба да биде јавно земјиште, дали треба да биде урбанизирано, дали јавното земјиште ќе биде од јавен карактер за зеленила, за школи, училишта, дали треба да биде од различен. Секако државното земјиште мислам дека треба да биде од јавен интерес и да остане државно земјиште кој што ќе биде придонес за сите граѓани. Да, но видовме дека лесно се продави тоа по ниски цени. Тоа е веројатно главната задача ќе остане на. Тоа е она што кај нас фали, тоа е пазар или промет со недвижнини. Ете, пазар кој имаме, ако имаме оформен пазар, тогаш и цените ќе се знаат, тогаш и квалитетот ќе биде изразен во некаква друга вредност. Кој ги одредува тогаш цените? Тогаш ќе се одредат спрема пазарните, односно ќе има одредена легислатива. Се разбира дека вредноста на одредена имот или недвижнина ќе зависи од тоа каков квалитет е, квантитативно, квалитативните карактеристики, околината каде е, не знам, даноци како се плаќаат и тогаш ќе се класифицираат деловите на урбаните средини. Што значи квалитет, оно што го зборевме. Нели јавен интерес е не само изградениот објект, него и сите допирни точки, односно сите гравитациони објекти околу тој објект. Потоа опременоста на локалитетот со инфраструктура, со останати содржини, градски содржини, нели, ниво на предшколска возраст, школска возраст, снабдување и така натаму и така натаму. Така што не може само да се мери, пак ќе се вратиме на она, се во квадрати,
туку и во некаков и друг квалитет. Одржлив, самоодржливост, одржлив каков одржлив развој. Одржлив развој ние викаме за некаква енергетска или просторен развој. Имаме и социјална одржливост на одредени на населени места. Така што комплексен е целиот овој проблем и мислам дека сега е растурен на делови. Дека сите тие делови ќе треба повторно да бидат во еден систем, да представуваат една целина. Архитектурата и урбанизмот се повторно, ќе кажам, последица на некакви сили предходни действија во општеството. Да, ова е резултат на многу нешто. години. Веќе сме на крајот, би го прашала господина Богдановиќ. Веројатно сте веќе нападнати, имате јуриш за барање дозволи и градење, нема мораториум. Сега и сами велите дека и вие сте во некој меѓу период. Како ќе се спречи некакво дивење, јас слободно да се изразам, во општина Центар, и колку вие мораториумот го запре градењето, колку вие имате моќ тоа да го спречите? Еве ќе земам еден пример. Дивоград кај Мавровка се уриваше со одлука на влада. Значи, до таму е моќта веќе на градежниците и инвеститорите. Колку вие, еве, како градоначалник и вашите колеги, можете веќе да се спротивставите, колкава е таа моќ на инвеститорите? Добро, има општината механизми на тоа како да се спротивставува. Одлуката за неспроведување беше општа и опфаќаше цел опфат. Сега ќе мора да се бориме дел по дел, односно на секоја парцела посебно. Имаме начини во кои што нормално менуваме одредени работи, има одредени законски решенија кои што се донесоа во изминатиот период од тоа да се зголеми процентот на зеленило во градежна парцела, како да се подобрат одредени квалитети при самото издавање на дозволи, така да има методи и начини на кои што општината ќе ги практикува тоа. Моментот што го дискутиравте, например, со државното земјиште. Политиката на општина Центар беше државното земјиште да се заштити, односно да се намени во некоја намена во која што ќе ме биде во интерес на граѓани, дали тоа ќе биде школа, парк или градинка, и веќе имавме такви услови во ревидираните планови. Ние ќе продолжиме, бидејќи имаме, нели напоменавме дека 23 плана кои што уште се ревидираат, тие се веќе во завршна фаза. И покрај тоа што имавме одлука, односно решение, времена мерка од Уставниот суд за стопирање на нашата одлука, ние донесовме 2 детални урбанистички планови. Така да има начини општината колку може повеќе да ги дисциплинира и самите градежници и самите парцели, така да се изразам. Така да ќе дадеме се од себе да нормално сите позитивни акти кои што се донесени во изминатиот период после донесување на овие планови, успееме да ги практикуваме во издавањето на одобрение и така натака. Така да општината Центар ќе продолжи понатака со дисциплинирање и нормално за се тоа ќе дополнително ќе ви известуваме. Добро, имаме и локални избори, таму и граѓаните ќе си го кажат својот збор. Ви благодарам за учеството и добро здравје. За крај, накусо по еден заклучок, господја Андреева, вие раководите со една државна институција, има ли политичка волја да се направат промени на овој план? Да се направат? Да се направат промени за се ова што зборувавме, значи да се запре едно дивење. Дали вие сметате дека има? Да, сметам дека има, дека голем дел придонес даваат локалната самоуправа, даваат, не дека не. Мислам, меѓутоа е процес кој што стварно треба временски период за да се слушне до другата страна, оние кои што неминовно ни го нарушуваат квалитетното живење. Кога ќе го имаме новиот генерален урбанистички план? Дали имате некој рок? Това е процес кој што се планира. Да, не кажавте дека е комплициран, значи не има рок. Има рок, меѓутоа во фаза на изготвување короната го направи дел од своето, каде што бивме спречени од спречени да не може да се отпочнат некои подготвителни работи, меѓутоа веќе забрзано се работи.
Но не може да ни кажете кога. Добро. Што може вие како Фела, освен јавно да ги изнесуваме? Секој работи, или констатиравме дека се излезоте политичка волја, ако немаме политичка волја, но може да се направи притисок. Се разбира политичката јавен. волја се менува, така да верувам дека може да се Па во промени, однос на на урбанизмот нешто не се промени многу, така да... Знаете, одговорноста е на сите. Тука без исклучок. Значи, ниту пак нашата Фела, архитекти, урбанисти, се виновници за вака. Да, но и дел се учесници. Знаете, така во општество кај што ќе создаде пазарно тотално неподносливи услови, архитектите и урбанистите стануваат субмисивни. Едноставно се сервилни на барањата на инвеститорите. Во општество кај што имате приватен сектор кој што не гледа подалеку од најчесто од личниот интерес, ќе имаме вулгарен градски простор. Граѓани, мене ми е многу драго што се јавуваат овие иницијативи граѓански на социјални мрежи и така натаму, и не само во Скопје, во други градови исто низ Македонија. На граѓаните, се додека на граѓаните не им е гајле што им се случува надвор од прагот на нивниот дом, се додека нашите граѓани повеќе се интересираат за перформансите на новиот автомобил што ќе го возат 5-10 години, а не за станот во кој што ќе живеат цел живот, таков ќе биде така ќе бидат платени архитектите, таков ќе биде квалитетот на просторот, на градот, на зградата во која што живеат. Конечно, се додека архитекти и урбанисти си го газат знаењето кое што го имаат, знаат што прават, знаат кој неквалитет го продуцираат, ќе го имаме тој простор. И се разбира, се додека немаме синхронизација на локална и на централна власт, независно од партиска определба, за квалитетно живење на граѓаните, ќе ги имаме овие проблеми. И ние зборувавме сега за една локација, можеме уште за 3-4 други да зборуваме. Да, само не е проблемот само на тие. Не е проблем, проблемот е што сакаме да постигнеме. Каков концепт за живење во град сакаме да постигнеме. Што можеме да постигнеме? Јас би завршил со да речеме на студентиве, што им велиме на студентите на почетокот на предавање за методологија на проектирање. Базичната или една од основните цели на секој проект или план е всушност да се подобрат решенијата на постоечките проблеми. Проблемите се од секогаш тие. Значи, улогата на проектот е да го подобри решението, да ја подобри состојбата со иновативност, со инклузивност, со стручност, така да направиме значи, борбата за подобар свет е и преку просторот секако. И преку односите, преку релациите меѓу луѓето, кои што се одвиваат во простор. Се надевам дека ќе бидете многу погласни како што ни ветивте. И господја Андреева, стигнуваат и прашања веќе од гледачи. Јас го изумив тоа прашање. Имате и вие моќ за линиските центри. Тоа се оние огромни згради, стамбени блокови крај булеварите. Се повеќе ги има во ГУП-овите. Дали ќе ги ќе иницирате да се укине промената на член 37 од постоечкиот ДУП? Овие линиски центри немаат габарит, затоа се толку голем, барем така ми пишуваат. Вака линиските немаат центри ограничена површина и катност. Моментално постоечкиот генерален план. Истите се точно додефинирани во член 37, меѓутоа член 37 не е само членот за линиските центри. Линиските центри се една комплексна материја која што треба цел еден генерален план со општи посебни одредби да се прочита за да може да се види дали на тој простор е потребно линиски центар. Не е дека се тие секаде употребливи и дозволени. Меѓутоа член 37 сите различно го читаат, кој како смета го применува и сите тие одредби кои што се дадени во генералниот план не се применуваат дословце, него се врзуваат само на една. Очигледно излезот го гледаат во вашата агенција, така да имате шанса тоа да го поправите. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната топ тема. Тука е крајот на емисијата. Останете на Телма, имајте убава вечер.